Некогашното големо и убаво село во Полок, кое обстојувало од грнчарство, денес не може да го одмине судбината на многу македонски села. Се што некогаш било изградено во Тетовско блаце осудено на пропаѓање, бидејќи со години никој не вложува во реконструкција на инфраструктурата. Моментално, значи повеќе години наназад општината ветува да се направат улиците, да се асфалтира патот и најважно канализација да се направи. Еве, до сега ништо не е сторено. За прошла година беше 100% сигурно, еве и за оваа година 100% до сега ништо нема направено. Значи, патот како е направено бивша Југославија, исто тоа. Едино што е водата што ние, што имаме добра вода и со тоа што немаме проблем. Друго, ништо нема направено в Блаце. Неколку години исто бараме да дојде соодветна тоа организација или за ѓубрето да се собира отпадот, и тоа не можеме, канти да донеса, и тоа не можеме да најдеме. Значи, не можеме да се договориме и тоа ѓубрето се фрла отпадот кој кај ќе стигне. Освен патната мрежа во Блаце, за која жителите чекаат санација веќе една деценија, последните години пропаѓа и училишниот објект. Школото ни е и тоа старо, дворот исто, да рекоа лани, и тоа ќе се поправи мало, школскиот двор, ништо нема направено. Мислам, од општината моментално немаме нешто помош некоја. Според кажувањата на жителите, изминативе години многу малку се инвестира за подобрување на условите за живот. За поставеноста на селото од страна на надлежните оди во прилог на се поизразената миграција на младите. Повеќето од нив иднината ја гледаат надвор од селото. Инаку селото Блаце, во кое постојано се населени 60 на куќи, се наоѓа на планината Сувагора и е на надморска височина од 839 метри. Селото надалеку е познато по Самовилска вода. На археолошкиот локалитет кој се наоѓа на оддалеченост од 2 километри југоисточно, има остатоци од сакрален објект врз кој е изградена новата црква Света Троица. Водата од изворот се смета за лековита за многу болести.